Жестока расправа предизвика предлогот на градоначалникот Петре Шилегов на денешната седница на Советот на град Скопје за долгорочно задолжување на јавното сообраќајно предпријатие Скопје од меѓународни финансиски институции во висина од 10 милиони евра. Како што посочи градоначалникот Шилегов, задолжувањето ќе биде наменето за набавка на нови автобуси на газ. Станува збор за кредит со ниска каматна стапка за набавка на околу 40 на автобуси кои за 60% помалку ќе го загадуваат Скопје. Шилегов додаде дека гасот 10 пати помалку загадува во споредба со дизелот, а со набавка на овие автобуси, како што рече, ќе почне трансформација на јавниот градски превоз. Нашите очекувања се дека ќе може флотилата на јавното сообраќајно предпријатие да се зголеми, односно збогати со 40 нови автобуси, од кои што 2/3 би требало да бидат нископодни зглобни автобуси со капацитет од околу 150 патници, а останатата 1/3 треба да се нископодни единечни автобуси со капацитет од 82 патника. Само за компарација, даблдекерите кинеските автобуси кои што се дизел, во моментот имаат капацитет од 86 патници. Ниски. Повисоки луѓе малку тешко не собира, за жал, во градските автобуси во овој момент. Емисијата на штетни гасови во атмосферата која што се испушта е вкупно 10% од тоа што дизелите го испуштаат. На овој предлог забелешка имаа советниците од редовите на опозицијата околу задолжувањето на градот со кредитот. Советникот Јован Лазаров смета дека 10 години исплата на кредит е долг временски период, со оглед на тоа што еден мандат на градоначалник е определен на 4 години. Така што до исплатата на кредитот никој не знае дали на чело на градот ќе остане истата постава. Еднаш на ова говорница градоначалникот изјави дека Скопје нема систем на превоз. Ја не гледам дека овде нешто се проба да се промени системот, туку едноставно да се малку рефрешира, да се обнови овој постоечкиот систем на јавен превоз во Скопје. Што е со оние 100 милиона што ги избришавме на минатата седница со ребалансот на буџетот, кои што беа предвидени за јавното сообраќајно предпријатие и за субвенции за да се набават автобуси, со образложение дека владата ќе набави автобуси. Точно дека градот Скопје нема концепт, затоа што тој концепт се заснова на анализи направени во 1984 година. Ние имаме изнаправено други анализи во моментов и ова е почетокот на кое што во текот на вашиот мандат како советници кога е јавниот градски превоз во прашање или сообраќај. Во секоја варијанта автобуси мора да има. Дали ќе возат по постојниот систем или по некој нов систем кој што ќе го воспоставиме како начин на употреба, автобуси се. Станува збор за 100 милиона денара што ги спомнавте, ги повлековме затоа што созреа ситуацијата и состојбата, знаев јас како градоначалник што е тоа што следи и немаше потреба да ги оптоваруваме ставките во буџетот на град Скопје, реализација или нереализација, па после тоа ќе го дебатираме кога ќе дојдат извештаите. Едноставно стана непотребно градот, јас на почеток на мандатот кога го правевме буџетот за 2018 година, кога дозволувате дека сум бил месец дена градоначалник за да почнете да го правите буџетот, па мора да предвидите нешто, имајќи ево предвид мојата, меѓутоа и перцепцијата на граѓаните дека станува збор за автобуси, односно флота на автобуси која што и загадува и е несовремена, не ги задоволува стандардите, морав како градоначалник во таа фаза ноември месец, само еден месец кога станав или не пол месец кога станав градоначалник, кога го креиравме буџетот за 2018 да ги предвидам овие средства. Бидејќи во меѓувреме динамично е, доаѓаме до определени сознанија, едноставно таа ставка во буџетот стана вишок. Овој тип на автобуси, истакна Шилегов, се најисплатливи за работењето на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, што значи нема да има ни поскапување на билетите, ниту сега, ниту пак во иднина.